Јас не сакам да изнесувам и да споделам со јавноста нешто што по сила на законот не можам да го направам. Јас може само општо да ви кажам дека еден преседател е разрешен од функцијата преседател и двајца судии се разрешени од функцијата судии. Добро, дали може би станува збор за највисокиот суд? И тоа нема да можам да го кажам. Сите ли се од Врховниот суд? Другите двајца суди, дали и другите двајца суди што се разрешени од кој суд се? Не можам и тоа да ви го кажам. Добро, што можете да ни кажете од По гласањето? чија преставка разговаравте? Чија беше преставката по која што сега се беше ставена на дневен Не, ред? тоа не е представка, тоа е барање за утврдување одговорност на преседатели и на судии. И на судии по таа постапка беше формирана комисија. Комисијата расправаше, изведуваше докази, утврдуваше факти и врз основа на тоа изработи извештај со предлог одлуки. Значи, ние на денешната седница практично расправавме по извештаите на комисиите и по предлог нивните одлуки. Со колку гласови Се гласаше, да. Со колку гласови се разрешени од? Па според стариот закон со 7 гласа. За се разрешува преседател, односно судија, а по новиот закон со 8. Добро, станува збор за разрешување од председателска позиција или разрешување од позиција судија, само за да бидеме дефинирани точно. И преседателска и судиска. Имате уште точно? Во конкретниот случај колку гласа не ве разбравме? Вие ни кажавте по закон како Сега ќе ви но како за кажам, конкретниот значи случај? по сила на законот, вака сега. Значи, подносителот на барањето за утврдување на одговорност и членовите тројца на самата комисија по сила на законот не можат да гласаат. Значи, тие по сила се иземени. Ако тука исто така иземена и Министерката за правда, која нема право на глас, значи останаа 10. Од 10 тоа е двотретинско мнозинство, од 10 се бара за усвојување на одлука за разрешување на председателот, односно на судија, се бара 7 да гласат за предлог одлуката. Добро, и ние не ви бараме, но сериозна е оваа одлука и ни интересира која е причината. Значи, морало да има некаква причина за да некој биде разрешен од функцијата и председател и судија. Причината да, е наведено поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција. Што стори да донеле одлука која што не соодветствува со законот како што пропишува во конкретен случај? Па да. Да. Имате ке право на Ќе дадеме образложение, да. Секој има Како право на постапка, жалба. кај ќе се жалба? Значи вака, и тие имат право на жалба до Врховниот суд. Значи, во Врховниот суд се формира совет од 9 судии, од кои тројца се судии од Врховниот суд, по еден судија од 4 апелациони подречја, значи тоа се 7, и двајца судии од судот каде што судијата ја врши својата функција. Ќе изберете ли веде председател на судот сега? Па веќе е избран бе. Добро, може да ни го кажете името кое јавноста треба Ама да не ви знае. кажам за кој суд. Ако ви го кажам името, ќе знаете за кој Ама јавноста суд. треба да знае председателя сепак кој ќе води Не кој ќе можам да ви го раководи кажам. институцијата. Значи, Е, постан председател. Дали Па ако ви го кажам и судот се подразбира, веќе се знае. Се извинувам. на зелена лупа беше? Мола? Дали иницијативата е поднесена од зелена лупа? Па и од зелена лупа имаше некои други.